За 15 дена 2000 граѓани од Македонија, Србија и Албанија електронски аплицирале за работа и престои во некоја од трите земји, а во контекст на Отворен Балкан. Со оглед на тоа што од почетокот на мерката поминаа повеќе од 10 дена, а рокот за добивање на потврдата се уште тече за оние кои аплицирале, надлежните засега немаат информации за профилот на работниците од регионот кои сакаат да најдат работа преку Отворен Балкан. Велат од владата. Првиот чекор во целата процедура за граѓаните на Македонија кои би сакале да се вработат во Србија или Албанија е да добијат матичен број на порталот за електронски услуги. Истото важи и за граѓаните на Србија и Албанија. Она што загрижува е дали Македонија ќе биде губитник или добитник во оваа ситуација. Јас сметам дека Македонија нема да биде ниту добитник, ниту губитник, затоа што степен на развој на трите држави е еднаков. На сличен економски раст сме и дека бројот на работници кои ќе заминат од една во друга држава нема да биде многу голем. Дека нов одлив ќе има е известно, но прашањето е кои сектори ќе бидат засегнати. Па не би кажал дека директно некои сектори ќе бидат засегнати, затоа што можеби ќе отидат некои квалификувана работна сила која имаме од агенциите за невработени, а додека во преработувачка индустрија не верувам дека тоа ќе се случи, особено не за значителен број. Како всушност нашиот бизнис може да излезе добитник во овој случај? Па нашиот бизнис сам не може тоа да излезе. Ние, значи, за да имаме повисоки стапки на раст, за да може да ги зголемиме и платите и стандардот на граѓаните, мора да имаме подобри услови за стопанисување кои ќе привлечат и повисоко ниво на додадена вредност, значи ќе отвараме компании со повисока ниво на додадена вредност кои ќе имаат и повисоки можности за повисоки плати, но за тоа ни треба и реформа на институциите, значи на администрацијата, ни треба реформа во образованието. Македонската економија годишно губи над 10.000 работници, а најзасегнати од загубата се угостителско-туристичкиот сектор и градежништвото.